Во клиничката болница во Тетово во моментов се хоспитализирани 39 пациенти со COVID-19. Најмладиот е на 40 години, додека најстариот на 76. Вчера битката со болеста ја загуби 59 годишник со коморбидитет, срцево заболување. За разлика од претходните денови има помалку пациенти, но вирусот е многу опасен, вели доктор Гзим Нуредини од COVID центарот. Да речем, за среќа имаме намален број, но кога имаме смртни случаи, тоа не е добар знак дека вирусот знае да биде многу опасен. Така да сме имали смртни случаи со нејасна ситуација, клиничка слика. Нормално дека овде кај нас сега не е као, да речеме, пред една година со вакви пневмонии како е направено триаж. Сега некако се трудимо за да пациентите кои што навистина се задолжително на кислородна терапија да се стационират и пациенти кои што имаат навистина крвна слика која што обавезно бара хоспитализација. Има и пациенти кои што инсистираат сами да се хоспитализираат, што нема потреба, бидејќи лекарот, секој лекар што прави крвно исследување ќе ги види дека параметрите не се толку опасни. И, значи, ова е еден дел. А другиот дел, пациенти кои што се тешки нормално на кислород, тие мора да седат и за жал, тие се сите хронични пациенти. Не е тоа една недела, може би и 3 недели ќе треба да седат, зашто и месец дена. Така да и тоа е тешко, али тоа одлучува нормално докторот што го прими и ги води во оделение. Според проценките на лекарите се очекува зголемување на бројот на хоспитализирани, поради што се подготвени за нова реорганизација. Многу влијае како народот ќе се понаша и надвор. Нормално дека и вирусот знае да биде многу опасен, али носење маски, заштита, некои не ја сваќат сериозно. Ова мора да се свати сериозно. Оти зимата до јануар, февруар, март, ни не знаеме како ќе биде. Можеме сите да биде инфицирани. Па сега имаме и стресни ситуации и народот е некако исцрпен и тоа влијае. Може да имаме понатаму и изголемен број на помлада популација. Не значи дека старите ни се со слаб имунитет, па ги имаме нив имат и коморбидитет. Во еднина можат и помлади, не дај Боже сега и тоа да ни се случи, али затоа треба некако да се внимава и да се чуваме сите. Состојбата со пандемијата е најкритична во текот на овој месец. За само 20 дена во Тетовскиот регион имало 1182 нови случаи, за разлика од октомври кога за цел месец се регистрирани 740. За среќа висока и бројката на оздравени, односно 724. Меѓутоа во овој период има и најмногу починати лица, односно 37 пациенти.